Почитувани гледачи, добро вечер. Наш и ваш гостин во студиото вечерва на телевизија КИС е доктор Љупчо Ајдински, редовен професор на Институтот за дефектологија при Филозофскиот факултет во Скопје. Господин Ајдински, добро вечер. Добро вечер. Почитувани гледачи, оваа наша вечерашна емисија ќе биде контактна, па сите вие кои ќе имате да поставите некое прашање до нашиот гостин вечерва, ќе можете да го користите телефонот 31 919. Инаку, доктор Љупчо Ајдински долги години е професор во оваа област, прв доктор по дефектолошки науки на територијата на поранешна Југославија, а и во Македонија. Во изминативе 40 години, посветувајќи го својот животен век на децата со пречки во развојот, ги има создадено системот за заштита, образование и рехабилитација за овие деца во Македонија. Има напишано преку 100 стручни научни трудови, неколку книги и учебници и има добиено повеќе награди, меѓу кои ја издвојуваме највисоката награда во оваа област, Свети Климент Охридски. Во предвечерието на 3 декември, наку Меѓународниот ден на децата со пречки во развојот, доктор Ајдински, кажете ни нешто повеќе за овој ден кај нас и во светот. Со задоволство. Па видите, во 1992 година Собранието на Обединетите нации со резолуцијата број 47 го прогласи 3 декември за Меѓународен ден на хендикепираните или на лицата со пречки во развојот. Во цел свет овој ден, 3 декември, се прославува, се одбележува од страна на сите држави членки на Обединетите нации, па во склопот на тоа и нашата држава, Република Македонија, како членка на Обединетите нации, со задоволство, не го осеќа како товар, го одбележува секоја година тој ден. Посебно ние како Институт за дефектологија, кој што подготвуваме кадри за работа со овие деца, редовно, континуирано го одбележуваме овај ден. Така на 3 декември во нашиот институт, во големиот амфитеатар, нашите студенти, асистентите и наставниците подготвуваат една свечена прослава академија со приредба и ги поканија сите студенти од факултетот и сите дефектолози вработени во Скопје да дојдат на нашиот факултет и да заеднички го одбележиме тој ден. Зошто се одбележува тој ден? Пред се, Обединетите нации сака да го свртат вниманието на граѓаните, на населението, на државите кон оваа популација, на некој начин да се смени совеста, свеста кај луѓето, да го сменат односот кон тие лица, да посветува внимание било со создавање на услови за третман на тие лица, било да обезбедуваат подобра заштита, образование, успособување, уработување и така натаму. Ето, во главно тоа е, а тоа е поврзано пак со многу документи на Обединетите нации. Например, во најново време се донесоа стандардните правила за создавање на подеднакви можности за лицата со пречки во развојот и од тука се вклопува со тоа прослување да малку и за тие стандардни правила државите поведат рачун, а во тие стандардни правила скоро сите сегменти се опфатени од животот на лицата со пречки во развојот, почнувајќи од нивното откривање, нивната диагноза, нивната заштита, школување, успособување, вработување. Тоа е се таксативно наредено во тие стандардни правила и секоја држава треба да води рачун за нивното извршување. Па чак е создаден еден механизам за водење контрола за спроведувањето на тие стандардни правила, со тоа што секоја држава има формирано национално тело кое се грижи за спроведувањето на тие правила. Наша вечерашна тема, доктор Ајдински, е третманот на децата со пречки во развојот. Да им објасниме на нашите гледачи за што всушност значи терминот деца со пречки во развојот. Кои деца всушност тука спаѓаат? Да, ние се определивме со тој термин деца или лица со пречки во развојот, иначе за да бидеме појасни, овие лица до сега се нарекува со различни термини и име, да речеме хендикепирани лица, лица со психички недостатоци, па порано ги викавме дефектни лица, а внатре на тоа има подгрупи. Кои се? Пред се тоа се деца или лица возрастни
со оштетен вид, тоа значи слепи и слабовидни, лица со оштетен слух, глуви и наглуви, потоа лица со проблеми во говорот и гласот, што ги викаме ние логопати, потоа телесно инвалидни лица, ментално ретардирани лица, лица со комбинирани пречки. Тоа се така едно 6 групации, кои што внатре има и подгрупи. Например, ментално ретардирани лица ги имаме лесно, умерено, тешко, длабоко, ментално ретардирани. Речеме со проблеми во говор и глас, исто така имаме едно 10 подгрупи. Речеме оние што тепкат, муцат, плтачат, афазија, лали, дислали и така натаму. Тоа значи да тоа се воглавно на кое што мислиме кога зборуваме деца или лица со пречки во развој. Еве, како настануваат пречките во развојот и нивната превентива? Да, видите, постојат многу пречки, причини за настанување на хендикепот, на попреченоста. Само да спомнам дека за ментално ретардираните постојат преку 250 причини. Се разбира, ние немаме ни простор, ни време да ги сите причини кажуваме вечерва, меѓутоа доволно е да кажеме дека постојат неколку групации каде што се сврстени сите причини. И тоа се различни. Имаме една група на причини каде што се поделени во три групи, во пренатални, перинатални и постнатални. Или често пати ќе чуеме речеме причини кои се вродени или подоцна стекнати. Причини кои што доаѓаат од разни инфективни заболувања, причини кои што доаѓаат за време на породувањето, причини кои што доаѓаат подоцна од разни удари, механички и така. Па во последно време, на жалост, имаме доста причини од оно се што не обколува, разни радијации, оние дроги што се употребуваат и пуно. Чиме познато е дека една бременна жена, ако употребува сите тие средства, не сме на сигурни плодот каков ќе биде и така натаму. Од тука рековте и превентивата и како дали може да се спречи. Секако може и тука, да речеме ние и како стручници, и како служба, и како надлежни органи правиме се да се спречи недостаток. Оти нема подобар метод и средство во третманот, во заштитата од превентивата. Не случајно е кажано подобро да се спречи отколку да се лечи. И да речеме во некои земји каде што на тоа му се посветува големо внимание, имаме резултати до 50% да се спречи, речеме, менталната ретардација. Речеме, на Америка има така да до крајот на овој век да дојдат до тој резултат. Ние, тргнувајќи од тај аспект, имаме создадено доста поволни институции, методологија за спречување, да речеме, само да спречиме одделни ментално ретардираности. Имаме отворено преди 25-6 години 33 лаборатории, така наречени цитогенетски биохемиски лаборатории. Значи, ние можеме да се справиме со, или да спречиме една монголоидност, например, и така натаму. Се разбира, во превентивната заштита пред се се условуваме на општите превентивни мерки, во примарната здравствена заштита, со вакцинации и други, така натаму.